тие средства да се пренаменат на општините. Знам дека доаѓате од општина Неготино, како вработен таму. Сакам да ве прашам, дали сметате дека општина Неготино досега работи недомакински, па за да и бидат потребно на втор пат за само една година да добива плюс пари од државата? Дали сметате дека општините работат недомакински и зашто им се потребни овие пари, освен да ги подмират нивните лични секојдневни трошоци? Од претходниот ребаланс на буџетот, каде што исто добија пренаменување на средствата од вашиот буџет, кој што вие го планирате, па ги пременувате парите, на што ги потрошија тогаш добиените пари? Еве, прашувам за неколку општини, ако може да ми кажете, или па ако не знаете, барем за општина Неготино, на што ги потрошија парите? Дали дојдоа кај граѓаните или останаа само кај вработените во општината? Рековте дека се грижите за граѓаните и дека преку скенирање на фискални сметки парите се враќаат назад кај нив. Се забрашувате ли дека 80% од населението не знае да скенира и нема такви можности за скенирање на сметките? И како сите граѓани, најзасегнати, верувам дека се пензионерите, ќе им ги вратите вие парите? Вие им ги земате парите, ако се грижите за граѓаните, немаше ваша прва мерка од владењето да биде покачување на акцизата. Покачувањето на акцизата е 10 пати поголем губиток од буџетот на едно семејство, отколку вашите фискални сметки, кои што во просек е израчунато дека ќе добијат по 1 евро од член. Дали сметате во систем каде што образованието и здравството тонат секојдневно, дека има потреба да им го скратите буџетот? Еве, ништо друго ви предложувам, ако не биде за здравството, да не е само на тема здравство да зборувам, од тие пари што ги кратите во здравството и во образованието, барем да изградите еден нов студентски дом. Направете амандман, од тие пари што ги кратите да изградите еден студентски дом. Или сметате дека здравниот дом во Неготино добро функционира? Дали е доволно опремен, дали има доволна ампуларна терапија, доволно стручен кадар? Дали има болнички возила? Наместо да ги собирате парите еве од здравството, барем за болнички возила, да има еден достоен транспорт на луѓето до определената дестинација. Немате едно нешто купено. За овој период имате добиено како држава 12 болнички возила како донација, а вие кратите од буџетот за здравство. И вие кажувате дека овој ребаланс на буџетот е продуктивен и за граѓаните. Дајте, престанете со популистички говори и реторики. Граѓаните треба тоа да го почувствуваат, не да го слушаат. Застанете било кој човек на улица, прашете го дали живее подобро отколку пред 3 години, ќе го добиете одговорот. И што му е потребно? Дали болнички возила, дали систем на образование каде децата им учат во руинирани училишта? Или отколку да ги пременувате парите за лични трошења на општините? Тоа го оправдувате? Ви благодарам, еве бев конкретен на подпредседателот Минов, да се држам строго на репликата.